Добро вечер. Изминуваат последните часови од изборната кампања. Кандидатите за градоначалници и советници до последен момент на терен во битка да придобијат што повеќе гласови. Колку беа креативни и какви пораки испратија до граѓаните? Кои теми беа во фокус, а кои за дефокус? Каде изборите ќе завршат во недела, а каде може да се очекува втор круг? За овие и други прашања вечерва во топ тема анализа со Александар Кажаловски од МЦМС. Добре дојдовте, добро вечер. Добро вечер. Со Бесим Небиу, политички аналитичар. Добро вечер, добре дојдовте и за вас. Добро вечер. И Боријан Ѓузелов, политиколог. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Со емисијата почнуваме по рекламите. Уште неколку часа изборните карвани со гласни пораки и ветувања до гласачите. Од полноќ молк, а в недела граѓаните го имаат последниот збор. Вечерашната топ тема ја почнуваме со анализа на кампањата и очекувањата. Господине Кржаловски, со вас за почеток еве што ви остави впечаток, што ја одбележа оваа кампања, имаше ли нешто поинакво, ново, креативно или пак веќе виден пристап од претходните избори? Па може би премногу долго ги следам изборните кампањи и ги, да не речем, ги анализираме. Па не би рекол дека кој знае нешто спектакуларно ново се случи или видовме. Истата карактеристика дека иако се работи за локални избори, повторно, барем од мојот впечаток е дека доминира национални теми, така да речем, или препукувањата беа за такви прашања, а многу помалце внимание на локалните прашања и теми. Она што може би беше по различно е некоја чудна известност каков ќе биде исходот, иако па другата карактеристика е што скоро и да немаше анкети на јавното мислење како стојат партиите, освен на неколку институтот за политички истражувања за неколку само општини, генерално многу малку споредено со други години, бидејќи токму тоа ја го следев во МЦМС низ годините и правевме споредби како стојат, меѓу другото да го оценим и рейтингот на агенциите, дали колку се прецизни, бидејќи ова е единствената можност во реалност да се види колку прецизно се прават анкетите. Овој пат изостана тоа, меѓу другото можеби заради тој впечаток дека е некако прилично јасно дека ВМРО ДПМН се очекува да извојува прилично убедлива победа. Ќе зборуваме можеби за прогнози подоцна колку би било тоа изразено, но некоја таква известност некако ја демотивира и дебатата во однос на тоа, кој посебно во македонскиот блок, за разлика од кај албанците, мислам дека е понеизвестно, доста понеизвестно и поинтересно, така да кажеме, ама очекувам Бесим да не просветли на таа тема, особено во Чаир и во неколку од општините каде што ќе има директна борба меѓу ДУИ, односно како се вика сега, АКИ, Нај и ВЛЕН, коалицијата влада. Господин Небиу, на ваш впечаток, ја одбележа ли нешто оваа кампања поспецифично? Имаше ли никакви покреативни, помодерни пристапи во начинот на кој што учесниците во кампањата се обидуваат да ги придобијат, да побараат поддршката од гласачите, од граѓаните? Кампањата не донесе иновација во настапот на кандидатите и мислам дека тоа се должи и на фактот дека недостасува неизвестност. Кога не е неизвестно, кога знаеме кој ќе победи, мислам дека политичките, посебно оние кои што се фаворити, нема потреба премногу да ветуваат, бидејќи знаат дека ќе победат на избори и ќе победат и со помалку ветување и со повеќе ветување, и логично е да има помалку напор, бидејќи тоа е фактички придобивката од политичкиот надпревар. Кога има политички надпревар, има неизвестност и секој се обидува да придобие што е можно поголем број на посебно неопределени гласачи или они кои што седат дома, нудејќи им нешто што на нив оценил или оценила кандидатот дека им треба. А кога анкетите се такви 3-1, 4-1, 2-1,
тогаш нема ни голема мотивација кандидатите тоа да го прават. Така да се согласувам со Кржаловски, мислам дека преовладува некои партиски кампањи пред кандидатски кампањи, и ако направиме некоја ретроспектива, не знам, трката за градоначалник на Скопје пред 8 години беше во која се надпреварува нели господинот Шилегов и Трајановски, зборувам за 2017 година. Се сеќавам на дебати во кои што двајцата кандидати изложува детални проекти. Кој што се разликува, има контраст меѓу еден и друг, па потоа имаше аналисти, тунели под Кале, нови краци на развој на Скопје, урбан развој на Скопје и така натаму. Сето тоа овој пат мислам дека многу побледо помина, некако под радарот, со многу помалку интерес и од јавноста, а и со помала мотивација од кандидатите повеќе да се трудат. Можно е да тоа биде резултати на некои други околности, презаситеност, времињата се имаат променето, нели, повеќе се користат социјалните медиуми, artificial intelligence се повеќе се користи и така натаму, значи не се споредуваат временски толку лесно кампањите, меѓутоа тоа е некој општ печаток и тој влегува во тоа зашто и веројатно немало целисходност од правење толку многу анкети и мерење на јавноста, па и дури масовни собири со граѓаните. Сето тоа е различно во албанскиот дел, бидејќи ова се првите избори во откако настапува новата територијална поделба и законот за локална власт од 2005 година, а дуи да не е во владата. Значи, прв пат се случува тоа, а во владата да е политичкиот противник. На дуи тоа создава една сосема различна динамика, бидејќи знаеме дека дуи ги користише лостовите на централната власт во кампањите за локални избори. И обично со нели исклучок на Тетово и Гостивар, кои што се, да кажеме, урбани центри, кои што имаат малку поразлична социоекономска и демографска структура, по-диверсифицирана би рекол, обично победуваше во помалите рурални места каде што тие лостови на власта носат огромна предност, посебно во вакви видови на локални избори. Нормално, таа не е единствената динамика која што ја создава таа неизвестност во албанскиот блок, меѓутоа имам впечаток дека јавноста овој пат многу повеќе се концентрира на тие 4-15 на општини, каде што... Ке зборуваме и каде ќе биде фокусот во текот на емисијата, каде ќе се бијат главните битки или кои ќе се главните тронови за учесниците, за партиите, да Ѓузелов, вашиот впечаток е за оваа кампања? Па го делам впечатокот на соговорниците дека нема голема неизвестност. Она што може да го забележиме компаративно во споредба со претходните локални и други изборни циклуси, тоа е дека тоа веќе се гледа во последните 3-4 изборни циклуси, дека политичките партии се многу поспособни да организираат кампања, да го максимизираат или да се потрудат да го максимизираат својот изборен резултат, отколку потоа тоа што го ветиле да го испорачаат. И мислам дека тој дел од еволуцијата демократска во смисла на развој на политичките партии, барем за главниве, да речеме 4 главни блока, е еден заокружен процес. Веќе сите имаат, речиси, мислам дека сите имаат програми, имаат доста софистицирани центри за обработка на податоци, од прилика знаат на кои гласови може да очекуваат. Значи се спремни да прават доста информирани одлуки. Она исто што го забележав, што мислам дека претходно не било толку видливо, во делот
предизборните предизборните програми е забележително користењето на повеќе податоци од научни извори, од други некакви анализи, значи се оди малку повеќе кон она што се нарекува креирање политики или ветување политики врз база на докази. Се уште тоа е во некаков зародиш, но е еден позитивен пример во споредба со претходно, кога ветувањата се носеа малку повеќе од ракав. Значи сега во одредени изборни програми има јасна и поголема мерливост на тоа што треба да се очекува и како, и врз база на што дошле до одредени идеи, и забележителен еден корпоративен хиерархиски пристап барем кај главните политички партии, кој од една страна нив ќе им донесе посакувани резултати, особено мислам тука на владачката коалиција, на ВМРО ДПМН, на коалицијата на ВМРО ДПМН, но од друга страна се забележува една монотонија која, нели, веќе сме навикнати на слична визуализација на билборди и така натаму, значи не гледаме некои иновативни новитети, со исклучок можеби на одредени кандидати кои доаѓаат од помали политички субјекти. Мислам дека за тоа ќе имаме прилика после да зборуваме. Дали кандидатите, барем оние кои што беа од поголемите политички партии, падна во сенка на лидерите? Дали тоа значи дека се уште се гласа повеќе за партија отколку за кандидатот кој што е битен од аспект на локални избори? Па би рекол да, иако секако имаше доволно, би рекол, промоција на особено главните кандидати за град Скопје, за поважните општини, но генерално тоа е динамиката од претходните избори, да буквално целата партија се стави во функција на локалните избори, без оглед на извршувањето на функциите, и да и лидерот и носителите на функциите учествуваат активно во текот на целата кампања, што е нормално, така да речем, за изборен процес, но токму тоа го потврдува и што го велиме, дека е фокусот на по националните теми, така да речем, отколку конкретната понуда за одредени градови. Без им го спомена тоа дека не гледавме ни многу видеа, сега дури е полесно да се направат со вештачка интелигенција многу поинтересни креации. Јас само кај колегата ваш новинар Джелал Назири видов интересни клипови за аеродром во Тетово, за стадиони такви, или како беше метро во Шуторизај. Дури немаше ни такви, значи, креации за локалните потреби. Но и тоа е, пак ќе речам, очекувано, иако би рекол за жал, затоа што и во повеќето случаи кандидатите се проверени партиски кадри, така да речем, немаше многу големи изненадувања, или се сегашни граначалници, или од една граначалничка на друга функција поминуваат, или од друга функција во партијата се стануваат кандидати, а некако тоа ме води кон, по мене, основниот проблем на статутите на партиите, дека се цени повеќе посветеноста или лојалноста кон партијата и лидерот, отколку градење на систем на мерит, на квалитет во самите партии. Значи, ретко се привлекуваат квалитетни кадри за да бидат, да речеме, независно поддржани. Можеби ВМРО ДПМН се изгоре прошлиот пат со изборот на кандидат за граначалник независен, па поддржан од нив, па сега се вратиат, така да речем, повеќе кон партиската база, но на некој начин тоа не одвлекува од мерит системот за кој наводно сите се залагаме, да најквалитетните луѓе бидат на раководните функции, и за жал таа е понудата во овој момент. Господине Био, вие што смятате? Значи, Македонија е длабоко партизирано општество. Изгора на тоа, во системот партиски нема нови играчи. Веќе повеќе од една генерација, 30 години. Значи, начинот вие да пристапите кон политиката е да се кооптирате себе си, или преку подмладок, или по тоа да се катапултирате преку
одредена политичка партија, посебно во македонскиот блок. Имаме СДСМ и ВМРО 30 години. 7-8 обиди за трета опција, меѓутоа ниедна никогаш не помина. Компаративно, имате земји во соседството, па и во регионот, во кои што 5-6 различни партии во овие 30 години си имаат сменето на власт, од различни провиниенции, леви, десни, центар, неколку леви, неколку десни и така натаму. Значи, системот е систем на затворени играчи и заради тоа е тешко ова што го кажува Кржаловски, да има стартапи во политиката. Стартапите најчесто се возможни и системот е најотворен на локално ниво, така растат политичарите и политичките идеи. Добро, еве сега на овие избори има и голема понуда на независни, непартиски кандидати за советнички листи и за градоначалници. Наминатите избори имаше некоја бројка кои што добија поддршка од граѓаните. Очекувате ли да се надмине сега таа бројка на независни кандидати кои што ќе застанат? Се надевам, но не очекувам. Повторно компаративно 1/4, околу 20 до 25% од градоначалниците во Хрватска се независни кандидати, во Словачка се 40%, со така и во Чешка. Бидејќи така функционира системот на локална демократија, дури да настапите и ако сте партиски обоен во некакви контури и во одредени ситуации, подобро е за вас да настапите како независен за да победите, односно да го максимизирате својот гласачки потенцијал, за да не добивате етикети од партиска влација. Што кажува тоа? Дека општеството е партизирано, дека фактички партиите многу повеќе продуцираат општество отколку што сакаат да го представуваат, односно прават инженеринг, и мислам дека тука стои проблемот, односно коренот на сите овие проблеми. Се надевам дека некои од независните листи, кои што се граѓански листи, не се сите независни листи, има некои листи што се контралисти на друга партија, некои се од активисти, некакви стартапи, кои што имаат цел токму ова што го зборам, значи да направат некаква промена. Добро избран момент, бидејќи локалните избори се токму помалку гласови ви требаат, полесна е кампањата, помалку чини, повеќе луѓето може да ве поврзаат со гласањето. Е сепак емоционален чин на крајот од денот, кога ќе отидете пред кутијата, ќе заокружите еден кој што најмногу ви се допаѓа или најмалку ви смета. Така да ова е првиот момент. Бидејќи толку партизирано, има една друга динамика, тоа е на доколку гласате, и тоа се гледа во резултатите од последните 4 изборни циклуси, доколку гласате за градоначалник од погрешната, од партијата која што е во опозиција, имајќи предвид степенот на фискална независност на општините кај нас, најверојатно нема да може да ги исполни голем дел од ветувањата. Така да во ваша полза е, ако сте трансакцијски гласач, ако сакате да решите некој проблем кој што навистина е горлив за вас и вашето семејство, дури и од јавен интерес, дури и од јавен интерес, ќе продолжиме со оваа тема. По-рационално е да гласате за партијата која што ја контролира владата, бидејќи нивните ветувања поголема веројатност ќе бидат. Таква порака сакаат да испратат големите партии за тој начин да ги... Мислам дека не е само порака, мислам дека реалноста, емпиријата го потврдува тоа. Изборниот карван на СДСМ, коалицијата предводена од СДСМ, вечерва има завршен митинг во Куманово од 8 часот. Предходно беа во Крива Паланка. Во живо на линк ја вклучуваме во топ тема колешката Далиборка Демјанска-Цветановска. Далиборка, повели какви пораки беа испратени денеска? Да, Елена, овде митингот се уште не е почнат, луѓето се уште се собираат, има едва 30 на 40 луѓе. Предпоставувам и затоа што раководството на партијата се уште патува од Крива Паланка наваму и таму да оцнеа средбите со граѓаните. Тие денеска беа во североисточниот регион, од каде ги испраќаат завршните пораки. Од Крива Паланка се обрати нивниот кандидат Сашко Битовски, кој се осврна на проектите кои што ги
и имаше сработено во неговиот мандат, побара уште еден мандат за да го заврши почнатото, да продолжи како што кажа во истиот стил за да биде Крива Паланка палена општина како што и беше во претходниот мандат. Филипче пак зборуваше повеќе и за општествени теми, тој упати голем број критики за актуелната влада, за ситуацијата во судството и најмногу за премиерот Христијан Мицкоски. Предлагам да ги чуеме изјавите. Каде се поголемите плати, каде е економскиот тигар, каде е редот, каде е правдата? Ништо нема од неговите ветувања. Каде се подобрите позиции, новата преговарачка рамка, каде е гордоста, каде е достоинството? Дали историски највисоките цени се новата иднина? Или најниската минимална плата, пониска дури и од соседна Албанија? Дали инфлацијата, сиромаштијата и задолжувањето до седмо колено се новата иднина? Дали најниските капитални инвестиции и запрените странски инвестиции се новата иднина? Дајте ми можност новите улици да бидат реки на надеж, новите мостови да бидат раце што не држат заедно, а училиштата очи и срца што чукаат за еднината. Почитувани мои кривопаланчани, не плашете се. Ништо апсолутно не може да не сопре, кога сме сите заедно, кога веруваме и кога одиме напред со срце. Затоа излезете и покажете ја вашата моќ. Покажете дека народот не се купува, не се заплашува и не се крши. Да, слични пораки се очекуваат да бидат испратени од овде од Куманово. Овде ќе се обради исто така Венко Филипче и нивниот кандидат Мартин Костовски. За пораките од овде не ќе известуваме во вестите во 21 часот и 30 минути. Елена? Да, ти благодарам, Далиборка, ти остануваш на завршниот митинг во Куманово, зашто, како што кажа во вестите во 21:30 во изборниот во делот за изборите ќе има повеќе информации. Во топ тема ќе го вклучиме и колегата Петар Догов, кој што е во Охрид на завршниот митинг на коалицијата Твоја Македонија, но ништо подоцна во текот на емисијата. Продолжуваме Ѓузелов со вас и она што го говоревме претходно за очекувањата во однос на независните кандидати, кои нови избори се по поголем број пријавени. Значи, независните листи кои или граѓански, како што ги кажавме, да, листи кои минатите избори беа едно освежување во бипартискиот или четирипартискиот, нели, простор, пејсаж, се овој пат мислам дека можеа многу подобро да изиграат со тоа да го искористеа она една правна несигурност која се јави во текот на летото, кога беше неизвестно дали ќе можат да кандидираат листи околу бројот на потписи и одлуката на Уставниот суд и така натаму. И тука, нели, барем во Скопје имаше две иницијативи за креирање на политичка партија, Независни заедно и Зелен хуман град. И тука мислам дека штета што не успеа да барем да се обидат да формираат една наместо две проформа политички партии во кои ќе ги вклуча и независните листи од внатрешноста, од Битола, од Струмица и така натаму. И тука мислам дека со таква една платформа ќе успеа не само да добијат подобар изборен исход, туку потоа да имаат една кумулативна бројка на критичка маса на гласачи, која можеби ќе беше и над 50.000, која ќе влијаеше после на политичката архитектура понатаму во општеството. Вака сега останаа фрагментирани, особено во Скопје има сега, значи, две листи на независни за советници во град Скопје. И мислам дека тука, за жал, ќе се разводени целата приказна, иако се уште мислам дека ќе има советници независни во новите совети. Не само во Скопје, туку и во општините,
низ цела Македонија. И дека тие само овој пат нема да имаат толку решавачка улога како минатиот пат, каде што составите на советите беа некаде поизедначени. Сега е известно дека ќе има по-известни состави на советите, каде што веројатно независните ќе бидат надгласувани. Но сепак, мислам дека има многу значајна улога, ги отвори општините, направија поголема транспарентност и се надевам дека така ќе продолжат и во иднина. Господине Каржаловски, забележувате ли некаква промена во пристапот на кој што партиите бараат поддршка од граѓаните? Има ли некаков нов пристап покрај традиционалниот митинзи и средби со граѓаните? Кај кои партии или воопшто не забележувате некаков модернизам? Па не многу, така ја почнавме емисијава, прилично личеше на претходните, иако имаше раздвижување некоја, па до друга страна ме чуди еве во зградата кај нас оставени нели најлончиња со запалки упалјачи, што тоа се уште го има, да. Од некој минато време баш кај се нели што се пропагира со тоа пушење или слично. Но социјалните мрежи? Да, тоа е може па јас сум од постара генерација па не следам толку, ама исто недостасуваше или недоволно го имаше тоа. Некои кандидати слушам од колегите што се помлади во МЦМС, некои од кандидатите од различни партии, ама многу поединечни случаи и ретки имаат и на TikTok и на Facebook и на други социјални медиуми интересни, барем поединечни видеа појавувања или серија на такви настапи, но тоа е пак, што би рекол Боријан, во рудиментарна форма и многу помал обем отколку што беше. Исто така не гледам многу употреба на подкасти, а ако се земе предвид дека веројатно Трамп во голема мерка ги доби изборите со гостувањата на 5 топ подкастери во Америка, како привлекување на младата гласачка публика. И тоа пак не враќа на вас што Бесин го кажуваше за партизацијата, дека генерално партиите владеат со одреден, да речем, ако се излегуваат 50%, односно 900.000 луѓе, веројатно половината од тоа веќе се определени, односно членови на партиите и се сигурно гласачко тело повеќе или помалку. И останува фактички ниф им одговара да се минимизира дури излезноста, бидејќи си имаме сигурните гласови. Го отворивте моето следно прашање, очекувате ли голема излезност на локалните избори или не и што тоа ќе укажува? За кого е тоа добро или пак лошо? Малку е чудно од оние малку анкети што ги има, дека веќе се прогнозира излезност поголема од 50%. Вообичаено таа се намалува со денот на изборите, ама пак во недостаток на консекутивни анкети кои го бележат тоа. Малку ме изненади што на овие што ги има веќе се прогнозираше 50%, од кои останатите 50, четвртина на 25% се неопределени, значи допрва треба да каже дали ќе воопшто ќе излезат или не. Од една страна ситуацијата на релативно голема известност за исходот го дестимулира излегувањето на. Од друга страна, желбата за нешто да се промени и ете да се поддржат независните или слично, води кон поголема излезност. Затоа ме зачуди што овој пат во овој период пред изборите е 50 или над 50. На денот може да биде и поголемо. Задоволително би било ако се постигне 50 и пак ќе речем анкетите кажуваат дека ќе е повеќе, иако не верувам дека ќе се стигне до 50%. Господине Био, што очекувате вие и што тоа ќе значи поголема или пак евентуално помала излезност? Ако гледаме некоја серија од последните 15 на години, секогаш локалните избори имаат пониска излезност од парламентарните, бидејќи нели таква е природата на изборите. Немаме еден надпревар, туку 80 надпревари и секој си има своји динамики, некаде е поизвестно, некаде е понеизвестно. Ако се додаде на тоа фактот дека одреден процент на гласачите се, не би рекол апатично, туку
систематски не учествуваат на избори, бидејќи не веруваат во ниеден кандидат и во ниедна партија, се разочарани од целиот политички процес. Теоретски, кога би излегле, било кој кандидат може да биде победен, математички, дури во најпартизираните општини, меѓутоа партиите го зимаат тоа предвид. Тој факт дека и плюс на нив им одговара, под законот на бројки им одговара да го контролираш. Ако го контролираш гласачкото тело на понизок број на излезност, ти имаш поголема контрола над својот резултат. И тука имаат улога црните кампањи. Црната кампања има улога да ги дискредитира оние за кои што партијата, значи политичките противници, за да неопределените, они кои што се некаде во тие 25 или во 50% во таа втора група, да не се овакво, да не станат ентузијасти околу одреден кандидат или нова политичка опција и да си останат дома. Таа е целта на, значи они си имаат, можеби тоа звучи и изгледа многу непријатно за некој дел од општеството и нас како граѓани, меѓутоа си има своја делотворност во политичките кампањи и они поради тоа го прават. Дали во моментов гледам огромен ентузијазам, јас не го чувствувам, без разлика на анкетите. Значи не гледам дека 2025-та локалните избори се момент кај што има таква енергија во општеството. Напротив. Да некои луѓе кои што секогаш остануваат дома или секогаш се цинични околу политичкиот процес и кандидатите кои што мислат дека сите се исти, дека сите се овакви или онакви, дека не гледам таков контингент. Може би се лажам, но ќе видиме, ќе покажат. Зело, вие што мислите? Дополнително на ова што го спомна Бесим, би додал и дека некако мислам дека се намалува клиентелистичкиот леверидж на партиите врз гласачите да ветуваат, не знам, работни места во јавна администрација и така натаму. Мислам дека тие веќе нема што толку да понудат во таа смисла, затоа што тие работни места или други придобивки не се веќе толку атрактивни како што беа пред 10-15 години, особено не за младите луѓе. И тоа е позитивно и тоа е еден прозорец на можност за во иднина да се дополнително деклиентелизира гласачкото тело. И оно што, некои бројки тука имам од минатите локални избори, и постои еден јасен тренд на опаѓање на излезноста. Ако 2013 било дури 67%, слушавме во бомбите и како се кревала таа излезност со мотивирање и заканување дека сите мора да излезат на гласање и така натаму, па потоа 17 е релативно високи 60%, сега минатите избори било 51%. Значи, ако го земеме предвид овој недостаток на ентузијазам, освен во поедини општини кај што има, да речеме, некој раздвижување со трети или четврти кандидати кои се некои нови лица, и ако земеме предвид дека имаме и неизбежно иселување кое исто така го намалува бројот на луѓе присутни во државата, иако тие секако имаат право на глас и се дел од апсолутната бројка на гласачи, можеме дури да очекуваме и пониско, можеби од 50%. Ако минатиот пат било 57, по оваа аргументација може да очекуваме и пониско. Ви благодарам. Во овој момент мора да одиме на реклами, по рекламите продолжуваме со дебатата. Како што најавив предходно, во Охрид на завршниот митинг на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН е колегата Петар Догов, кој што ќе се јави во живо. Петар, повели кои се последните информации и пораките испратени од митингот во Охрид. Пред да започне изборниот пол и тоа ја користат шансата уште еднаш да ја побараат поддршката од јавноста, поддршката од граѓаните и од симпатизерите на гласањето кое што ќе се одржи на 19 октомври во
дадена во недела. ВМРО ДПМН е овде во Охрид во салата Билјанински избори, каде што веќе се одржаа неколку говори, најпрво пред Билјани се обрати Ѓорѓе Сајковски, кој што е генерален секретар на партијата, а по него кандидатот за градоначалник на општина Охрид и актуелен градоначалник на општината Кирил Пецаков, кој што фокусот во својот говор го стави на главните локални прашања кои што ги мачат Охриѓани, а тоа е како да се најдат начини да се развие туризмот уште повеќе, како да се направат инфраструктурните капацитети подобри, како да се исчисти општината, како да се подобри комуналната хигиена во овој наш главен туристички центар во државата, а исто така Пецаков упати повик до граѓаните со тоа што кажа, се пофали со проектите кои што ги сработил во изминатите 4 години и кажа дека планира да продолжи со исто со засилено темпо во идниот период, ако ја довие до вербата од гласачите. Само да напоменам дека Кирил Пецаков е еден од четворицата кандидати кои што ќе се најдат на гласачкото ливче, односно се во делот понудата за Охриѓани. Исто така тука и неговиот опонент Асен Шајн од Социјалдемократскиот сојуз, Стефчо Стевовски од партијата Воја партија, како и Гоце Цветковски, кој што фигурира како независен кандидат за градоначалник. Изворно од поентите на Пецаков, кој што веќе го заврши својот говор, слушаме во продолжение. Планираме реконструкција на Кеј Македонија и булеварот Туристичка, изградба на нов младински културен центар каде младите ќе создаваат, ќе се изразуваат и ќе ја градат иднината на Охрид. Уште една катна гаража е во нашата програма, затоа што Охрид мора да има сообраќаен ред, посебно во текот на летниот период. Ке го уредиме и кеот во Пештани и градскиот пазар во Охрид, ке создадеме зелени зони и простори за семејства. Ке ги дигитализираме услугите на општината со QR кодови за документи, онлайн плаќања, електронски услуги и секако транспарентно управување. Токму во овие моменти на митингот оди најавата за говорот на премиерот и председателот на партијата ВМРО ДПМН Кристијан Мицкоски, кој што и во текот на целата предизборна кампања зборуваше за главно за централните теми, односно теми кои што засега централната власт и кои што се дел од најактуелните прашања кои што во моментот да речеме ја мачат Македонија. Исто така Мицкоски на сите митинзи до сега не ја пропушти приликата да испрати пораки до политичките опоненти, опозицијските партии СДСМ, ДУИ и Левица, ги нарекува црна коалиција и смета дека се тајно коалицијски партнери, а претходно караванот на ВМРО ДПМН беше на помала средба, односно помал митинг во општината Дебарца и таму имаше говор председателот на партијата и премиер Мицкоски и во продолжение слушаме дел од неговите поенти кои што ги имаше пред Дебарчани. Во оваа кампања влеговме многу мотивирани, прилично дисциплинирани во пораките. Мислам дека имавме една, би рекол, достоинствена кампања со јасна програма. Граѓаните ќе можат да направат разлика помеѓу оваа коалиција, која што не враќа назад пред 7 години, кога се ограбуваше Македонија, кога се распродаваше Македонија, кога се капитулираше, и оваа Македонија, која што се бори, која што пркоси, која што победува не само тука, туку се обидуваме да победуваме и во Брисел, и во Лондон, и во Париз, и во Берлин, и во Вашингтон. Само да напоменеме дека за околу 4 часа од сега започнува изборниот мол. Ние ќе го проследиме говорот на председателот на партијата Мицкоски, а со свежите поенти од овој митинг овде во Охрид се јавуваме во информативното издание на ТВ. Да, Петар, ти остануваш да го проследиш завршниот митинг. Во вестите во 21:30 и од овој завршен митинг, но и од останатите кои партии, кои вечерва ги упатуваат последните пораки до граѓаните пред изборниот молк. Господин Кржаловски, сакам да закружиме за излезноста, бидејќи имаше два елементи кои може да влијаат. Во меѓувреме проверив какво ќе биде времето, бидејќи сме доволно близко и се прогнозира сабајлето да е облачно, можеби со дожд, меѓутоа попладнето
сончево во скоро цела Македонија, така да може да се очекува сепак да тоа ги мотивира граѓаните да излезат и да се постигне таа некоја или додат негде во природа и да не излезат. Ако е убаво времето. Да не. Добра комбинација ќе биде со бајле, ќе врнежливо, па нема да е добро за пикника, а ќе е доволно добро после за се сепак гласа. Втората што сакам да го спомнам е насилството на изборите за среќа. Спротивно на моите очекувања, овие прилично мирно поминаа до сега кампањите, особено бев загрижен за албанскиот блок и големите влогови во Чаир, но да чукнеме во дрво, за сега се е добро, и ако така продолжи и биде изборниот ден, да се продолжи тој некој развој на стабилизација на изборниот процес, да не се сваќа дека е прашање на живот и смрт, да биде мирно на изборниот ден, тоа исто така веројатно ќе подигне излезноста и можеме да очекуваме 50%. Следното прашање ми е каде очекувате да има во прв круг избран градоначелник и кои се изборните трофеи за кои што се водеше главната битка и се надеваат играчите да ќе ги добијат на овие избори? Па не би прогнозирал конкретни општини, токму бидејќи имаше многу малку анкети. И многу кандидати во сепак ја би очекувал во скоро пола од општините да се решат во првиот круг и генерално голем дел од нив да ги освои ВМРО ДПМН, вклучително и некои градски центри како Битола, Прилеп, Охрид веројатно, некои од скопските општини, Ѓорче, Петров, претпоставам, Бутел, помалите. Не знам за другите, не сум видел анкети, но она што ќе остане многу понизвестно ќе биде веројатно целосно веројатно неизвестно во албанскиот блок, Чаир како круна на овие избори, или да не речем единствената интересна борба што ќе се води. Секако и Тетово и Гостивари, Струга и Кичево ќе се интересни за следење и како ќе се разреши, ама веројатно повеќето од нив ќе одат во втор круг. Нормално ќе има и скоро пола или повеќе од пола општини што ќе одат во втор круг, и тука има некоја шанса, вклучително и за СДСМ, бидејќи кога ќе останат два кандидата, генерално сите што гласале за други кандидати ќе се повеќе наклонети кон опозицијата, односно опозициониот кандидат, но прашање колку тоа ќе се ефектуира на самиот ден на изборите. Сега со односот во ВМРО ДПМН со СДСМ мислам 42-16, така добро ми кажа Борјан. Така да претпоставам за ВМРО ДПМН успех е било што над тоа, за СДСМ ќе борба да се спаси се од овие бројки со оглед на... Велите ќе се споредуваат со претходните локални или со парламентарните бројот на гласови? Генерално со претходните локални, сепак се таму споредбата, првично бројот на градоначалници, потоа секундарно ќе биде бројот на освоени советнички места и освоени гласови вкупно. За Дуи нели го покажува тоа како многу битно да демонстрира дека се уште е водечка партија, бидејќи на парламентарните освои повеќе гласови, а не е во владата, и тоа го проблематизира, така да речем, цела оваа година, дека нема друга партија легитимитет, иако тие го направија истото со СДСМ. СДСМ не ги доби изборите, па тие го влегува во влада со СДСМ. Така да не очекувам тоа да биде пресудно, и премиерот веќе 2 или 3 пати изјави дека без оглед какви ќе бидат резултатите од локалните избори, тоа нема да предизвика нови парламентарни ниту преструктурирање на владата. Господине Небију, кои се вашите очекувања, каде очекувате во првиот круг да заврши битката за градоначелник и кои се изборните трофеи, еве барем за оние кои што се од албанскиот политички кампус, за Чаир веќе знаеме дека таму се води клучната битка меѓу коалицијата Вреди и она на Дуи нај. Прво очекувам дека онаму каде што има реално само двајца кандидати кои што имаат политичка тежина, односно рейтинг, а нема трет кој што би им одзел од скоро, дека во сите тие општини ќе завршат изборите во првиот круг, бидејќи таква е математиката. Такви општини некој Александар ги спомна, мислам дека такви општини се и руралните општини, пошто ме прашавте за албанскиот дел каде што не живеат македонци, односно општини како, не знам, Боговиње,
Желино, Сарај, што населението е 95-99% албанци. Тука има овој пат, за разлика од сите други избори, каде што ДУИ имаше неколку против кандидати. Сега се сите тие против кандидати на ДУИ во во еден кандидат, така да или едниот ќе победи или другиот ќе победи. Нема зошто да има втор круг, освен ако не излезноста е толку ниска па не се постигнува цензусот. Така да очекувам дека повеќе од половина од општините од овие 15, каде што или меѓу 14 и 16 општини може да биде градоначалник албанец, зависно од некој, во некој може да биде од различни етнички групи, зависно од излезноста и политичките математики. Верувам дека најмалку половина од нив ќе биде избран градоначалник од првиот круг. Главната круна е Чаир и Тетово. Тие се двете. Сакате да кажете тој што ќе ги добие Чаир и Тетово, тој ќе биде победник? Видете сега, според нас, тие самите ќе се оптиката на победник има различни слоеви. Битно е вие да тврдите дека сте победник и дека поголем дел од јавноста го прифати тоа као некое консензуално мислење. Некој пат можат двете страни да тврдат дека се победници, повикувајќи се на различни оптики. Едната е број на советници, односно вкупен број на гласови по листи. Вие можете да добиете вкупен број на гласови повисок од другиот, а да не освоите ни еден градоначалник. И тоа е теоретски возможно. Значи Тетово и Чаир. Другиот е, да. Мислам дека главната, бидејќи се тие најголемите општини, Тетово е традиционален политички центар во албанското политичко организирање во Македонија, веќе 35 години. Таму е најтешко да се предвиди кој ќе победи, бидејќи, да ве потсетам, значи во ситуации каде што ДУИ е многу јака, да кажеме, во почетоците на своето делување, неколку пати губи од ДПА, иако победува на национални избори, нели имаме градоначалници од ДПА и во Тетово, исто така и во Гостивар се случува, значи тоа се две средини каде што по-комплицирано е гласањето. Таму ќе има трет кандидат, мислам дека премиерот Мицковски го кажа тоа, и дека Левица ќе има свој кандидат. Во овие два града, и во Гостивар и Тетово, како гласаат етничките македонци и ромите, има големо влијание врз крајниот резултат за градоначалник. Значи, тука се комбинаториките... Да. Кичево е интересен град по тоа што и ВМРО, ДПМН и Вреди имаат своји кандидати. Тука очекувате во втор круг и... Во Кичево има кандидат и ВМРО, и Вреди, има и независен кандидат кој што има некаков рейтинг, според информациите кои што ги имам. Така да ќе имаме сосема нова ситуација во Кичево и очекувам дека ќе има втор круг секако. Така. Кои се вашите очекувања во однос на прв круг? Па ќе има Скопје на пример? Скопје мислам дека ќе има втор круг. Има многу кандидати и има етнички албанци кои има етнички албански кандидати, има етнички македонски кандидати. Мислам дека ќе има втор круг. Сега за Скопје, во однос на тоа што би бил некоја значаен резултат, мислам дека ако се случи кандидатот на Левица да влезе во втор круг, тоа ќе биде голем удар за опозицијската СДСМ и така една горка пилула што ќе треба да проголтаат. Ако се случи, ќе видиме. Други можеби Карпош, Куманово и Центар во однос на интересен исход? Интересен исход, да, со тоа што мислам дека и таму ќе има втор круг. Да, мислам дека тука Карпош има 3 кандидати, по таа логика Бесин претходно што ја образложи, сигурно ќе има втор круг и ќе има неизвестност. Така. Која од овие општини е битна за партиите за да чувствуваат дека постигнале поголем успех? Па ВМРО нема кандидат во општина Центар. И сега тоа беше доста коментирано, дали тоа значи дека креваат раце од таа општина или не. Тоа ќе зависи од исходот во првиот круг.
доколку кандидатот на СДСМ има некоја позначајна разлика од кандидатот на ЗНАМ, тогаш може и да не го мотивира членството да оди да го поддржи кандидатот на ЗНАМ и обратно, ќе видиме, тоа се комбинатории, ќе зависи значи од маргината која ќе биде помеѓу тие два кандидати, доколку се тие два кандидати, не треба да заборавиме и независната кандидатка Билјана Ивановска. Така, затоа прашувам, тоа се дел од скопските општини кои што се интересни и кои што можно е да има известно е дека ќе има втор круг, така? Да. Не знам за Куманово, не сум сигурен, ама говориме за скопските општини, Карпош и Центар. Очекувате ли некакви изненадувања од овој аспект или пред се затоа што битките се водат сепак до последен момент, колку и да велите познати се известни резултатите? На крај, јас сепак, бидејќи ги следам особено анкетите за рейтинзите на партиите и споредување со исходот, генерално не би рекол, иако нели секогаш се прави фама брзо после изборите, дека многу погрешиле или не знам далеку бил резултатите. Не се зема предвид дека тоа е примерок само од 1000 лица и дека се кажува дека е маргината на грешка 3%. На крајот резултатите се во рамките на 3%. Дури за Трамп и Хилари Клинтон беше нека голем шок, уствари 80% да анкетите го предвидува тоа, дека Хилари Клинтон ќе победи во бројот на гласови, ама битно беше како се распоредени и на крај не беа погрешни анкетите, иако го прогнозира исходот дека Хилари ќе победи. Слично и кај нас, така да од она што до сега беше објавено, не мислам дека ова што го разговаравме прилично таа ќе биде, значи прашањето ќе биде дали 45-10 или 55 или ќе биде односот на ВМРО-ДПМН на СДСМ. До 15 еве да спасат она што веќе имаат СДСМ би било изненадување за мене барем. Очекувам ВМРО да има повеќе од овие 42, а СДСМ помалку од сегашните 16. Многу поинтересно, пак ќе речем, албанскиот блок, пошто повеќето анкети се изедначени или се во рамките на тие 3%, вклучително Изет Меджити и Бујар Османи. Така да тоа ќе биде интересно да се следи. Кога ќе помине првиот круг, па полесно ќе бидат комбинаториките за вториот и како крајниот исход ќе. Овие избори цело време локалните се доведуваат како во корелација дека се тест за нешто. Зашто сметате дека ќе бидат тест исходот од овие избори? Дали се поврзуваше со стабилноста на владата, со можни предвремени парламентарни избори, со тоа дека ќе се затресат нечии фотели, во партиите? Очекувате ли дека нешто драстично ќе поминат на политичката? Што ќе се случи после овие избори? Па не е многу и токму затоа го цитирав изјавата на премиерот кој рече дека сепак се локални избори нема да влијаат ниту на владината коалиција, ниту на прашањето на предвремени избори. Но нормално дека резултатите ќе донесат некоја нова динамика која ќе укаже силата на партиите и стабилноста на нивниот рейтинг во рамките на коалициите, особено владеачката. Пак ќе речем, ама и да добие дуи, вклучително и Чаир и Тетово и повеќето од општините, пак се сомневам дека ВМРО-ДПМН ќе се реши на замена на партнерот во владата. Така да не очекувам. Оно што е побитно прашање, дали нешто ќе се смени во однос на прашањето на евроинтеграциите. Видовме дека до сега се држеше линијата на непопуштање во однос на оно што го бараве, пак ни дојде фон дер Лајен и истото го каже како овие 3 години. Значи, ако да видиме што е тоа што ќе се смени за да се придвижиме, бидејќи и ние исто така викаме сме за евроинтеграција, мислам владата тоа го укажува. Прашањето како ќе го откочиме процесот и што ќе се случи и дали нешто од исходот на изборите ќе придонесе кон тој процес. Кои се вашите очекувања, господин Недија? Па мислам дека локалните избори се тест за нешто во ситуации кога опозицијата на централно ниво ги победува, како што беше случај пред 4 години, тогаш е тоа тест за власта, односно за некое подраматично менување на јавното мнение околу
партијата која е на власт. Вие се сеќавате оставката на премиерот, следеше по еден Локалните избори, пораз. Да. Доколку тоа не се случи, тогаш не се тест за ништо. Односно се некој вид на потврда на јавното мнение од претходните парламентарни избори. Така да во таа насока го гледам и настапот на премиерот Мицковски околу овие избори. Мислам дека он е сигурен дека неговата партија ќе победи на изборите и ако победи, тогаш ќе биде само некоја потврда на нели она ситуација која што имавме пред година дена. Битно е со колку разлика, значи како ќе се движат. Дали ќе го достигнете резултатот од претходните избори или ќе се намали бројот на гласови? Ќе намали колку гласови ќе добие левица, тоа ќе бидат некои рани индикатори на тоа како се развива јавното мнение и кој односот на јавноста, односно колку од добиениот политички капитал ВМРО го има зачувано во овие 15 месеци, дали го троши, дали го зголемува, дали го држи на исто ниво. Тоа е некој тест, меѓутоа се согласувам со Александар, мислам дека нема да, бидејќи таа разлика е толку голема во овој момент да има време да се топи, односно да се троши. Доколку се троши, се разбира. Кај албанците мислам дека исходот ќе има и доколку вреди победи, односно влен победи, и доколку коалицијата околу ДУИ победи, дека ќе има одредени импликации врз тоа како ќе се движат процесите и рекомпонирањата. Очекувам дека ќе има и други рекомпонирања, бидејќи видите АКИ, како се вика коалицијата околу ДУИ сега, е направена наменски за овие избори. Во нив учествуваат политички субјекти кои што беа најголемите противници на ДУИ до пред една година, односно 2 години. Се работи за коалиција која што е направена слично како лани за да парира низ бројки. И тука имате проблеми да ги сплотите тие избирачките. Ќе видиме како граѓаните тоа ќе го посебно во некои краеви како што се во Полошкиот дел, како фактички бившите гласачи на партиите од пред 4 години ќе се однесуваат на овие избори. Тоа сега ќе беа во различна, сега се во иста. Па не секогаш 1+1 во политиката е 3, некој пат 1+1 е 1,5, така да ќе видиме во која насока се движи. Дали овие коалиции водат кон зголемување, дали се овие некои коалиции кои што имаат долгорочна перспектива и за двете, зборам, или се адхок коалиции кои што ќе важат само за овие избори. Господин Ѓуцелов? Не би исклучил можни предвремени избори, не толку заради тоа како би бил резултатот и соодносот помеѓу вреди и ДУИ, туку ако има сценарио во кое ВМРО има навистина голема победа во апсолутни бројки над СДСМ, може за нив тоа да биде податлив момент, опортуно да повикаат предвремени избори, како што на времето правеше Груевски секои 2 години, за да максимизираат и број на пратеници и да добијат уште 2 години мандат. И тоа ќе биде на некој начин тест на политичката зрелост, дали одат на тој еден краткорочен, прагматичен начин да владеат, како што владееше претходно раководството на Груевски, или го надминале тоа и сега се сепак фокусирани на тоа да истераат еден цел мандат, па потоа нели електоратот да суди според тоа колку ветиле, што исполниле, какви се нели перформансите, што чинам дека би било многу значајно и зрело од нивна страна така да постапат. Значи да не го материализираат водството кое најверојатно ќе го имаат после овие избори. Ви благодарам многу што бевте мој гости вечерва, што имавме прилика еве на неколку часа пред молкот да ја продискутираме кампањата и очекувањата. Ќе видиме во недела колку од очекувањата ќе се реализираат и во бројки.
Почитувани, ви благодарам што бевте вечерва со Топ Тема. Останете на програмата на Телма. Добра вечер.